Започнува светот денес на Тера. Еве ги настаните на денот. Се истори дожд во Битола. Македонија утре ги одбележува двата Илиндена. Како да го расветлиме идентитетот? И битолската железничка станица ќе се модернизира. Време не време. Таков беше јулија и почетокот на август ништо подобар. Иако се најавуваше дури денеска во Битола силно заплеска дожд и во наредниве денови променливо облачно, ќе има и сонце, но не и дожд. Маја Богоевска. Денес после 13 часот силен дожд ја зафати Битола. Временската прогноза за денешниот ден е дека дождот ќе продолжи и во доцните вечерни часови, проследен со грмотевици, но ќе биде со намален интензитет. Максималната температура денес беше 24 степени, додека минималната 16. Влажноста во воздухот денес беше 57%. Метеоролозите за наредните денови најавуваат сончево време со облачни периоди, а температурата ќе се искачи до 31 степен. Повторно дожд ќе има последна недела во четврток, а според временската прогноза, дождливото време ќе потрае неколку денови. Поплавите во Романија и Бугарија однесоа 5 животи. Романија и Бугарија ги погоди големи поплави кои од вторникот однесоа 5 животи, 2 во романското место Валце и 3 во соседна Бугарија. Романската православна црква повика за собирање помош за поплавените подрачја, но ги повика и свештениците да се помолат дождовите да престанат. Во Бугарија се очекуваат врнежи во следните денови, а во Србија прогласена вонредна состојба, но не на целата територија. Штабот за вонредни ситуации во Пожаревац поради проблемите предизвикани од обилните врнежи од дожд донесе одлука за прогласување на вонредна состојба на дел од територијата на градот и околните села. Дали хрватските медиуми манипулираат со македонецот и фоката? Хрватските медиуми претираа со приказната дека македонскиот државјанин ја тепал средоземната фока на плажата во Пула. На видеото јасно се гледа дека тој само ја погалил. Навистина македонецот е протеран од Хрватска, но не заради фоката, туку затоа што незаконски престојувал во Хрватска, а за допирањето на фоката, што е незаконски, платил 1500 куни. Колбасите и меленото месо не се причина за појава на бактеријата листерија кај луѓето. Изворот допрва ќе се утврдува. Колбасите и меленото месо сепак не се изворот на листеријата од која беа заразени 8 лица во Македонија, од кои 4 починаа, покажаа лабораториските анализи на Агенцијата за храна и ветеринарство. Од анализираните 610 примероци од месната и млечната индустрија во земјава, присуство на опасната бактерија листерија било утврдено кај 23, но ниту еден не може да се поврзе со случаите на листериоза која се појавија. Од позитивните примероци кај кои било утврдено дека постои листерија, во 8 случаи таа била под дозволеното ниво, додека кај останатите направена генотипизација која не покажувала ниту едно совпаѓање со листеријата кај заболените лица. Листерија има во минимални количини под 10 колонии на грам, што е далеку под дозволеното ниво од 100 колонии на грам во рамки на рокот на траење на производот, рече директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Дејан Рунтевски. Од Агенцијата за храна вела дека потрагата по изворот на смртоносната зараза продолжува, а ако се утврди дека тој не е во месните и млечните производи од домашно производство, ќе се продолжи со тестирање на увозните производи на овошјето и зеленчокот. Сепак кај овошјето и зеленчокот испитувањето ќе оди многу потешко, бидејќи е тешко да се утврди од кој производител дошле конкретните производи, признаваат надлежните. Ограбени 2 цркви во Крушево и Бучин. Полициската станица во Прилеп поднесе кривична пријава против ДЖА 24 години и ЕС 30 години од Прилеп поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела тешки кражби на 10 и 16 април годинава. Во Крушево во црквата Свети Ѓорги во село Пресило и манастирот Свети Ѓорги во село Бучин пријавените со употреба на погоден алат извршиле тешка кражба при што се стекнале со противправна имотна корист од околу 3500 денари и
други предмети собственост на црквите, а при тоа причиниле материјална штета од околу 36.000 денари. Разбойништво во Кичево. На први овој месец во село Зајас Кичевско непознато лице извршило разбойништво во бензинска пумпа Тиоли Петрол на тој начин што со спреј во пределот на главата го испрскало вработениот, одземајќи околу 12.000 денари, пари од дневниот промет. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Објавен повикот за прибирање понуди за модернизацијата на железницата во Македонија и Битолската железничка станица ќе се реконструира. Стево Башуровски. Министерството за транспорт и врски информираше дека започнува реализацијата на проектот за реализација, надградба и реконструкција на железничките станици долж паневропскиот коридор 10, вклучувајќи го и кракот 10Д во Македонија согласно најдобрите практики во Европската унија. За таа цел, денеска на интернет страницата на Европската комисија е објавен оглас со кој ќе се барат компании кои директно ќе го имплементираат проектот. Со проектот за рехабилитација, надградба и реконструкција ќе бидат опфатени железничките станици во Велес, Прилеп, Битола, Ѓевѓелија, Богомила, Чашка, Табановце, Демиркапија, Градско и Неготино, Вардар. Предвидено е реновирање и надоградба на сите главни елементи на железничките станици, како што е водоводната, електричната инсталација, вклучувајќи ги и внатрешното и надворешното осветлување, санитариите, инсталација на системи за грејење и ладење, системи за противпожарна заштита, патнички информативен систем, како и подобрување на пристапноста за товарен сообраќај и достапност и поврзување со патниот транспорт, јавен и индивидуален. Посебно внимание при реализирањето на овој проект ќе се обрати на подобрувањето на пристапноста за лицата со намалена подвижност. Во рамките на проектот, меѓу останатото, ќе бидат целосно заменети крововите, подовите, ќе се санираат фасадите и внатрешните зидови, ќе биде поставена нова термичка изолација и ќе се изградат нови тоалети, кои ќе бидат посебно способени за користење и од страна на инвалидизирани лица. На платото при влезот на железничките станици од страна на улиците се предвидува рампа за непречен пристап, а поради сигурност платото е предвидено да се поплочува со тактилна предупредувачка лента по рабовите. Крајен рок за поднесување на понудите на заинтересираните компании е 30 септември оваа година до 12 часот. Ке се реконструира деловниот објект во Новаци. Станува збор за деловен објект на Новаци кој беше во собственост на Управата за јавни приходи на Република Македонија, а благодарение на владата на Република Македонија експресно во најкраток можен рок ни беше отстапена на трајно користење со цел истата да биде реконструирана. Ова е еден објект кој се наоѓа во центарот на Новаци е вистинска руина, односно остава неубав печаток. Токму затоа сакавме да го реновираме и потоа да се издава како деловни објекти. Горниот дел ќе биде наменет за работни простории за невладиниот сектор од Новаци, односно за културно-иновативниот клуб МГА и КУД Новаци, рече Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци. Вредноста на реконструкцијата изнесува 5,8 милиони денари, а средствата се издвоени од буџетот на општина Новаци. Барањата за имотен лист граѓаните одсега ќе може да ги поднесуваат по електронски пат наместо досегашните процедури и чекање на шалтер. По цена од само 150 денари, тие во електронска форма веќе го имаат достапен имотниот лист, а доколку сакаат и во писмена форма, истиот катастарот ќе им го праќа и на домашна адреса по пошта. Во тарифникот за висината на надоместоците за користење и увид во податоците од геодетско-катастарскиот информационен систем има вкупно 154 производи, од кои 88 се издаваат во електронска форма и 66 се издаваат во хартиена форма. Цените на овој тарифник во однос на претходниот тарифник се пониски просечно за 16,1%. Кај производите кои што се во електронска форма, намалувањето на цените е 19,3%, додека кај цените кои се во хартиена форма, просечното намалување е 14,5%. Еве што ќе гледате во приложение. Дали хрватските медиуми манипулираат со македонецот и фуката? И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали треба да има повеќе сообраќајни контроли по улиците во Битола? Да, особено во вечерните часови, треба да има повремено. Не се многу потребни. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија.
Утре е неработен ден и ќе ги празнуваме двата Илиндена, централните прослави во Крушево и Пелинце. Во Трново под Пелистер ќе се одржи семакедонската средба. Ќе има организиран бесплатен превоз од 8 до 10 часот на секој половина час кон Трново од пред Шехерзада, Веро и Атпазар. Враќањето е во 13 часот. Стево Башуровски. Двата историски Илиндена, 111 години од Илинденското востание и 70 години од првото заседание на АСНОМ, утре ќе бидат одбележани со народни собири на Мечкин камен во Крушево и во меморијалниот комплекс АСНОМ во кумановското село Пелинце. Денот на Републиката оваа година се одбележува под мотото од сон до сонце. Председателот на собранието Трајко Велјановски ќе се обрати на централната свеченост во Крушево. Таму ќе биде положено цвеќе на гробот на Никола Карев, на местото Слива и на споменикот на бранителите на Крушевската република на Мечкин камен, каде што ќе се одржи голем народен собир. Премиерот Никола Груевски ќе се обрати на собирот во Пелинце, а председателот на државата Ѓорѓи Иванов во Скопје пред споменикот на Методија Андонов Ченто, председател на президиумот на АСНО. За чествувањето на националниот празник, владата на Република Македонија оваа година подготви неколкудневна богата и сеопфатна програма со разновидни активности и вклученост на повеќе институции. Во Крушево за Илинден традиционално стигнаа коњаниците од Илинденскиот марш, а градот во наредните денови ќе биде домаќин на научно-културната средба 10 дена Крушевска република. Во битолското село Трново пак оваа година првпат ќе биде одржана семакедонска средба на која Илинден во дворот на црквата Успени на Пресвета Богородица заедно ќе го одбележат 43-та светска македонска и селеничка средба и 34-та погранична средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Организатори на средбата се Матицата на иселеници од Македонија, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија Битола, Сојузот на македонците од Еге од Македон и Светскиот македонски конгрес. Почетокот на Илинденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полноќ спроти Илинден 903-та. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по 2 дена Никола Карев ја прогласил Крушевската република и станал нејзин председател. Слободната република траела 10 дена. Утре е неработен ден. Љубански и линденски и селенички средби. Денеска и утре со богата културно-уметничка програма во Преспанското село Љубојно се одржуваат 41-те љубански и линденски селенички средби. За отворени вечерва ќе ги прогласи градоначалникот на Ресен Ѓоко Стрезовски, а потоа ќе има народна веселба со познати естрадни уметници. Утре на ден Илинден, дефиле од чифлик во манастирот низ улиците на Љубојно. Програмата на средбите продолжува до доцна навечер. Синоќа на програмата на Илинденските денови беше вечерта на староградска музика и песна. На неа и гостинот од Норвешка, кој со својата хармоника ја воодушеви публиката. Гостите од Јапонија кои се дел од битолското културно лето и од Илинденските денови денеска на прием во кабинетот на градоначалникот Талески. Од Кумагаја, Јапонија до Битола, Македонија, групата за меѓуетничка комуникација денеска го посети градоначалничкиот кабинет. いろいろパフォーマンスのほかに、オフリードも見せていただきました。それから市内の、遺跡なども見せていただいて、非常に歴史のある町だなということをまず印象深く思いました。Вчера имавме прилика да го видиме и Охрид, а денес имавме прилика да уживаме и во Хераклеја. Најмногу впечаток ми остави вашата долга и длабока историја. Јас ви представив во вашата земја инструмент направен од бамбус и уште еден инструмент сличен на вашиот кавал, на дувачки инструмент и на жичен инструмент, иначе е професионален музичар. Изненадена е што ист символ делиме како народи и истиот е со исто значење. この帯は私の母のものでございまして、柄としてあそこに、入り口のところの壁にかかってた「寿」という字に似てましたので、思わず私は感動いたしまして、この字と似ております。Да преведам.
Овој колан се предава од прабаба на баба, од баба на мајка и јас така го добив и од својата мајка. Е нешто што заедно со носијата се предава од генерација на генерација по женска линија. Тоа е символот на моето семејство. Значи долговечност и добра стреќа. Јас се изненадив кога влегов во вашата канцеларија и кога го видов истиот символ на зидот. А тоа е кај нас уствари друг символ од рано христијанство, значи исто долговечност и добра стреќа. Пред 15 години кога заминала за Јапонија, била една од тројцата, а денеска 7 македонци кои живеат таму. Постојано ја промовира Македонија и се во неа. Мене ми беше многу драго и со полно срце, без да размислувам, да се впуштам од една акција во друга акција, во трета акција, така контактите се ширеја се повеќе и повеќе и станав дел од групата Мултикултурна комуникација. Сега сум еден од трите лидери, топ лидери на Мултикултурна комуникација во Кумагаја. И таа позиција ја искористив за да направам контакт со нашиот град и градоначалник, за да прво преку културата, нивната и нашата, спојувањето на двете култури и нивното представување во Битола го отвориме патот за понатамошна соработка и воедном во иднина може би збратимени градови и повеќе економска соработка, инвестиција во нашата индустријска зона и така натаму. Градоначалникот по разговорите со групата најави покана за новиот градоначалник да дојде кај нас на 4 ноември. Доколку е во можност да дојде или да испрати некого, така што расположението е за, како што викаме, збратимување. Значи, кај нив, доколку дојде до збратимување, тогаш веќе ќе се обезбедиме со една голема можност да се презентираме со нашите услови, со нашите потреби. Исто така и тие што е она што би го понудиле и едноставно да видиме дали ќе најдеме некоја релација. Мислам дека е големо богатство тоа за Битола и тоа уште наш потврдува дека Битола од секогаш била, значи, мултикултурен, мултинационален град, град кој што ги има разбирање за сите и сака дружење со сите. Значи, отвореноста што ја имаме како Битола, не ги донесе и нашите представници од Кумагаја, од далечната Јапонија. Групата за меѓуетничка комуникација од Кумагаја и Јапонија е дел од Битфест и Линденските денови и вечерва настапуваат како дел од фестивалот. Во рамките на фестивалот и Линденски денови денес се одржа предавање на тема историскиот развој и карактеристиките на орско-музичкиот фолклор на Македонија. Целта е да се спореди нашиот фолклор со останатите и да се расветли нашиот идентитет. Маја Богоевска. Етномузикологот Ѓорги Ѓоргиев е еден од луѓето кои беа дел од првите изданија на фестивалот и Линденски денови. После повеќе од 3 децении повторно се враќа во Битола на фестивалот, овој пат како гостин предавач. Од кога ќе помине толку време, 30 на 40 години, јас, например, имам многу голем впечаток од денешен аспект, гледајќи на работите, колку сум бил мотивиран да работам на овој фестивал. Да речем, на 10-тиот фестивал, јас ја оставив жена ми бремена и ми се роди ќерка на третата вечер од овој фестивал. Бев прво во жири комисијата, во селективната комисија, потоа бев режисер долго време и се до отварањето на еден меѓународен семинар во Струга и од тогаш поминаа доста години, повторно дојдов во Битола и се чувствувам многу возвишено, ми се враќаат сите доживувања, емоции и сум многу среќен што дојдов денеска да одржам едно предавање. Тој одржа предавање на тема историскиот развој и карактеристиките на орско-музичкиот фолклор на Македонија. Да го споредиме нашиот фолклор, нели, со традициите на соседните и подалечните народи, да си го расветлиме коренот колку што е можно повеќе, нели, и за оние што се помлади и за оние што имат некако искуство, напросто да разговараме на таа тема и во ова скудно време на проблеми да не заборавиме за ова народна уметност, за оваа култура и незините корени и развој. Тој вели дека она што е сега поразлично од тоа време е што повеќе има странски групи на фестивалот. Видите, тогаш се одржуваше сите 4 вечери на ракометното игралиште. Верувајте, немаше место кај да се застане. Кога една вечер моите сакаа да влезат, мораше да интервенира полицијата за да влезат моите родители. Така што многу беше голем интересот. Ја не можам за ова кратко време да објаснам зошто е тоа така, меѓутоа работите
се изменија целокупните обштествени состојби, политички и економски, направија да биде сосема поинаку отколку што беше. Напросто и времето само си налага некои промени, но ме радува што има доста странски групи, што не беше тогаш случај, зашто имавме премногу наши групи. А денеска, како што рече директорот на овој центар, и да сакаме не можеме толку наши групи да донесеме, но затоа пак носиме групи од други земји и да запознаеме традицијата фолклорна на тие традиции, на тие земји како што е Јапонија, Холандија и така натаму. Фестивалот Илинденски денови завршува вечер со концертот на Драган Таутовски во 20 часот, кој заради временските услови ќе се одржи во Центарот за култура наместо во Хераклеја. Атина не придонесува за решавање на спорот со името. Атина настапува од позиција на сила, излегува од рамката на разговорите во спорот со името и не придонесува за изнаоѓање на заемно прифатливо решение, вели претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во интервју за дневниот весник Дневник. Во последната посета на медијаторот во спорот за името Метјо Немец на Скопје и Атина, македонскиот претседател оценува дека потребно е да се изврши притисок врз Грција, што ќе резултира со почитување на меѓународното право и меѓународно преземените обврски. Посетата на Немец не е рутинска. Во комплицираната ситуација каква што создава спорот со името, важно е од трета страна да има нови импулси, истакна во разговор за Торстен Фрај, пратеник во Бундестагот и изведувач на Македонија на ЦДУ-ЦСУ. Пратеникот во Бундестагот и известувач за Македонија Торстен Фрај изјави дека Германија има можност и обврска да посредува во споровите и да ги доведе до конструктивен крај, одговарајќи на прашање на Дојче Веле дали и како можат земјата и канцеларката Ангела Меркел да помогнат да се реши спорот за името. Последната посета на медијаторот Метјо Немец на Скопје и на Атина Фрај ја оценува како корисна, а не само рутинска. Според него суштината на преговарањето и подготвеноста за решение е во на одговорните од Македонија и Грција, а не во посредникот. Фрај на почетокот на септември ќе ја посети Македонија со цел да добие поширока слика за политичкиот и општествениот развој на земјата. Еве што донесува светот. Серија експлозии од истекувањето газ запалија половина град во Тајван. И за други вести од светот, по укусата пауза, останете со нас. Најнова премиера на Битолски театар, представата Иванов. Повеќе музички пеачки групи на третата вечер на Илинденски денови. Промовирана изложбата Писаното на Битолската везилка. Концерт на харфа на Мерсиха Шукри. Изложба на копаници во рамките на Битфест. Кафе Кабана на Широк Сокак. По четврти пат се одржа настанот Битола на точак. Тројцата универзитетски професори во консултација со раководството на самостојниот синдикат за образование, наука и култура решија да го прекинат штрајкот со глад. Колбасите и мреното месо се безбедни, не се причина за појава на бактеријата листерија кај луѓето, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Демонстрантите против случајот Монструм сакаа да ги соопштат нивните нови барања на протест пред владата, но полицијата не им дозволи да продолжат до трговскиот центар Мавровка. Меѓу 100 имоти во државна сопственост, кои државната канцеларија за управување со државен имот одлучи да ги продава или изнајми, се и поранешниот логор на Голи Отоки, некогашната политичка школа во Кумровец. Безбедносните служби во Босна се во состојба на зголемена готовност поради предупредување од западните разузнавачки агенции дека се подготвуваат жестоки судири меѓу непријателските фракции на радикалното исламистичко движење Вахабист. Руските војни резервисти во сите области од август до октомври ќе мора да учествуваат во воени вежби, за време на кои ќе има дополнителна обука, јавува и Тартас.
Израел и палестинско исламистичкото движење Хамас, кое ја контролира енклавата појас од Газа, договорија 72-часовен прекин на огнот кој започна во петокот во 8 часот по локално време, објави американскиот државен секретар Џон Кери и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во заедничка изјава. Во соопштението се додава дека специјалниот пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации за Блискиот Исток Роберт Сери добил уверување според кое што страните се обврзале на почитување на така нареченото хуманитарно примирие. Ги повикуваме судрените страни на воздржаност до почетокот на хуманитарното примирие и на целосно исполнување на преземените обврски, се истакнува во заедничката изјава на Кери и Бан, во која се додава дека ова примирие е извонредно важно за недолжните цивили и да им се овозможи неопходно потребниот период на консолидација од насилствата. Хуманитарното примирие во појасот Газа е прекинато по само неколку часот како стапи на сила. Палестинските власти соопштија дека во израелските напади загинале десетици луѓе. Израел ги обвини палестинските милитанти за флагрантно прекршување на примирието. Кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху соопшти дека примирието се распаднало. Најмалку 24 лица загинаа, 271 се повредени во серија експлозии предизвикани со истекувањето на газ во вториот по големина тајвански град Каосјунг, според најновиот извештај од денеска. Пожарот што го предизвикале експлозиите голтнал се пред себе во квартот во кој се набиени стамбени згради и продавници. Централниот оперативен центар за вонредни ситуации соопшти дека се повикани полицијата и армијата за да им помогнат на пожарникарите да се справат со пожарот на овој пристанишен град во северозападниот дел од островот. Меѓу загинатите се 4 пожарникари. Според прецизираните податоци, откако претходно ноќта кон петокот беше известено дека загинале 5 припадници на противпожарната служба во Каосјунг. Во извештаите на локалните медиуми се наведува дека се очекува да се зголемува бројот на загинатите, пренесуваат агенциите. Тајванскиот преседател Ма Јинг Ју вети преземање остри мерки за во иднина да се спречат таквите инциденти. Ќе спроведеме инспекции за да се избегнат повторувањето на ваквите видови катастрофи, изјави Ма. А какво ќе биде времето за празникот и почетокот на месец август? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, овде е крајот на вечерашното издание на Светот денес на Тера. Останете со нашата програма.